Нови 70.000 вработувања вети лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на митингот од Валандово. Покрај ова, се очекува да се реализира досега најголемиот проект за развој на руралните средини, односно државата да овозможи вкупно 14 бенефиции за сите идни инвеститори од земјава, но и од странство, кои парите ќе ги вложат во индустријски капацитети во населени места со население под 10.000. Државата 10 години, идните газди ќе ги ослободи од ДДВ, данок на приход, но и 10 години ќе бидат ослободени од плаќање на придонеси за вработените. Што добива? Добива 10 години 100% ослободување од данок на добивка. 10 години 100% ослободување од персонален данок на доход. 10 години 50% ослободување од придонеси за пензиско, здравство и останато. Тоа го нема во слободните економски зони, овде го има. Понатаму, добива 10% кофинансирање од државата за градба на неговиот објект или за градба или за набавка на опрема во фабриката. Груевски вети дека ќе се обучуваат земјоделски експерти за работа како земјоделски советници кои ќе работат на принципот како матичните лекари. Колку повеќе кај него ќе дојдат земјоделци, толку повеќе пари ќе добие од државата. Колку помалку ќе дојдат, помалку пари ќе добие. Ако земјоделецот не е задоволен, ќе го смени и ќе отиде кај друг. Кај тој првиот ќе се намалат средствата, кај другиот ќе се зголемат средствата. Со ова правиме конкуренција меѓу нив, за се борат земјоделецот да биде задоволен од нив. Од Валандово и Гевгелије носителот на четвртата изборна единица од редовите на ВМРО ДПМН Груевски порача до лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев дека народот гледа и кој гради, а кој создава, а кој сака игра опасна и штетна како идеја за рекомпонирање на државата, кантонизација и редефинирање на културата. Со тоа ли ќе се занимаваме во наредните 5, 10, 15, 20 години? Се друго решивме во државата, сите проблеми ги решивме, уште кантони да направиме и со тоа да се занимаваме дали овој или оној кантон ќе донесе одлука за отцепување и за растурање на државата. Не ги делиме луѓето дали се македонци, албанци, турци, роми, власи или бошњаци, затоа што за нас сите се исти. Изјавите на Заев дека сме националисти се без основа, затоа што покажавме дека на сите им ги покачуваме пензиите, платите, подеднакво делиме субвенции, никого не делиме и никого не прашуваме што е поетничка заедница.